Да се заблагодарам на професор Дејана Поповиќ од името на целиот наш аудиториум и мислам дека веќе многу ни е појасно за улогата на C5 тестот во секојдневието. Ќе поканам професор Милка Клинчева да зборува кога е време да се размислува за девајси. Меѓутоа, пред да го дадеме аудиториумот на професор Клинчева, која што речи си од самиот почеток е со нас, би сакала да кажам една мала измена во програмата ќе има, затоа што нашиот ценет професор Вртовец ќе мора да не напушти после оваа сесија. Би сакале со ваша дозвола да му дозволиме да предавањето негово го одржи после професор Клинчева, а воедно да им се заблагодариме на фирмата Абот и Синерџи што ни овозможија вака врвни предавачи од Клинички болнички центар Лјубјана, како што е професор Вртовец и професор Кнежевиќ, да бидат дел од овој симпозиум. Повеле. Благодарам. Почитувани колеги, почитувани професори, гости, доктор Митрев, доктор Тања, ви благодарам за укажаната чест ми е да одржаме на вакво предавање. Ми беше големо задоволство затоа што темата е многу интересна, односно во секојдневната наша пракса ние се сретнуваме со овие пациенти со напредната, пред се хронична, потоа и напредната срцева слабост и кога е правото време. Како што доктор Митрев знае да каже, ако нема индикација, има компликација. Тоа од тука произлегува и важноста да пациентот што ние ќе го представиме на хирургот биде исправниот пациент. За дефиницијата на срцева слабост веќе слушнавме од професор Србиновска дека тоа е всушност хронична срцева слабост која што веќе не толерира оптимална медицинска терапија и терапија со девајси. И тука веќе треба да настапиме со напредната терапија од типот на механичка циркулаторна поддршка или срцева трансплантација. Како лекар и како кардиолог, само да се подсетиме како изгледаат нашите пациенти. Тоа се пациенти кои одат по жица. Во секој момент, со секоја наша мала или нивна грешка, може да паднат во провалија. Самиот тек на срцевата слабост е многу непредвидлив. Дури и за најискусните кардиолози, клиничари, текот, третманот, диагностиката може да биде проблематична. Некои нагло влошуваат, а некои им требаат години за да дојдат до стадиум на напредната срцева слабост. За да ние објективно видиме дали имаме напредната срцева слабост, се користат разни методи покрај ехокардиографијата, која што е почетено стандардно испитување. Следното испитување е во откривање на диагностиката, исхемична, неисхемична, кој тип на кардиомиопатија и мораме да напоменеме по објективно мерење на структурата и функцијата, односно на ежекционата фракција, тоа е срцевата магнетна резонанца. Во нашата болница тоа ни е стандард метода, ја користиме од почетокот на 2018 година, до сега имаме направено 1193, значи скоро 1200 скенови на магнетна резонанца на срце, од кои што околу 40% се со индикација за срцева слабост од било која причина. Со големо нетрпение очекуваме да започнеме со ергоспирометријата, се надеваме крајот на оваа година, почетокот на следната година и јас сум сигурна дека ќе заживее методата и дека секојдневно ќе ја користиме, особено во индикацијата за механичка циркулаторна поддршка, бидејќи ни дава објективна бројка. Меѓутоа, додека да стигнеме до механичката циркулаторна поддршка, ние имаме пациент со срцева слабост, кој што првично веќе го тоа елабориравме, потребно е да се стави на оптимална медикаментозна терапија. Доколку тоа не помага, после 3 месеца би требало, иако тоа за жал во Македонија ретко се случува, меѓутоа треба да се стави на срцева ресинхронизациона терапија или на ICD. Доколку и овдека имаме неуспех, пациентот се уште е со симптоми на срцева слабост, тогаш треба веќе да почнеме да размислуваме за понатамошните стадиуми. Доколку дојде до влошување на состојбата со појава на кардиоген шок, хипоперфузија, појава на
десновентрикуларна слабост, хепатална инсуфициенција, ренална инсуфициенција, тогаш веќе треба да размислуваме за понапреднати состојби. Доколку имаме пациент со кардиоген шок, веќе треба да го класифицираме во кој од овие 5 стадиуми на кардиоген шок се наоѓа. Овие стадиуми се засновени врз основа на физичкото испитување, лабораториските вредности и хемодинамиката. Според тоа во кое ниво сме на кардиоген шок, треба да пристапиме со привремена механичка циркулаторна поддршка. Да не ја забораваме, бидејќи многу пациенти имаат преживеано токму поради неа. Пред се интраорталната балон пумпа, која што рутински со години се користи во нашата болница, потоа за жал ја немаме импелата, тандем харт и тоа што го имаме вено-артериското ЕКМО. Најлошите стадиуми на кардиоген шок идат со комбинација на импела со ЕКМО, кои што студиите покажуваат одлични резултати. Во однос на пумпата и во однос на импелата, резултатите се исти, нема некој значајно подобрување кај импелата. Она што досега и професорката Србиновски и професорката Митевска го кажа, очигледно дека се Работи ова? Дали се надевам дека не работи. Добро. Веројатно јас погласно ќе зборувам. Океј, тоа што досега професорката Србиновски и Митевска го кажа, а веќе овој слайд помина, тоа е дека пациентите во напредната срцева слабост се во фаза 10, ACC по Американското кардиолошко друштво и во НИХА 3B и НИХА 4. Значи, овие пациенти се тие пациенти кои што за кои треба да размислуваме за механичка циркулаторна поддршка. Понатаму, треба да ги ставиме во следно е Интермакс класификацијата. Ова Интермакс класификација во првиот профил е апсолутна индикација за некаква механичка циркулаторна поддршка. Дали ќе биде тоа за привремена или за долгорочна ЕЛВАД-БИВАД, тоа зависи веќе од пациентот. Овај првиот профил е пациент на кој што за неколку часа треба да му се имплантира некаков девајс. Тоа се животозагрижувачки хипотензии и покрај континуирана инотропна поддршка, потреба од поголема инотропна поддршка, имаме хипоперфузија, имаме метаболна ацидоза. Кај овие пациенти за неколку сата веќе мора да добијат некаква механичка помош. Следниот профил е прогресивно намалување, тоа се пациенти кај кои што и покрај тоа што и се на континуирана инотропска поддршка, се влошува бубрежната функција, се доаѓа до кахексија, се не може да се одржи баланс на волуменот и полека пропаѓаат. Кај овие пациенти потребно е да се постави механичка циркулаторна поддршка во неколку дена. Третиот профил, тоа се оние кои што се стабилни на инотропи, меѓутоа се сепак зависни од инотропите. Значи, ние ги имаме стабилен крвен притисок, имаме добри органи, добра лабораторија, меѓутоа сепак имаме симптоми и на најмал напор. Кај овие исто така треба да се постави механичка циркулаторна поддршка, меѓутоа може да почека недели до месеци. Првите 3 профила за кои што пред малку зборев се апсолутна индикација за ЕЛВАД-БИВАД, односно зависи нели по индикација кои имаат за која точно метода се. Четвртиот е frequent flyer. Frequent flyer е граничниот дали треба, дали не треба и тоа е оној секогаш на граница која размислуваме дали овде треба да се стави некаков девајс. Тоа се пациенти кои што се стабилизираат со високи дози на диуретици. Час се подобри, час се полоши, тоа се оние пациенти чии имиња и презимиња ги знаеме, често ги хоспитализираме. Така да секогаш обрнувајте и мислете тие пациенти да не отидат во трета, втора категорија, затоа што кога ќе дојдат за операција, тогаш ризикот е поголем.
тука имаме недели, месеци со многу близок фоллоуап кај овие пациенти. Петиот профил се оние кои што си седат дома и ништо не прават, односно се врзани за домот и се замараат при одење до тоалет и назад. Меѓутоа сепак одржуваат некој добар волуменски статус на поголема диуретска терапија. Тука треба да има често следење на овие пациенти. Ургентноста е вариабилна, зависи од тоа како тие ги примаат лековите, колку се стабилни, колкава е нивната потреба, активност и желба за понатамошен третман. Шестиот профил се оние кои што се замараат на напор. Немаме застој, немаме декомпензација, во мир и некои мали движења се комфорни, меѓутоа на поголем напор се замараат. И тука треба да се размислува и овие петиот и шестиот профил се кандидати понатаму за ЕЛВАР. И седмиот, тоа е веќе со најдобра, да кажам, од оваа класификација, најдобра група на пациенти, на кои што се кардијално компензирани, меѓутоа кои што треба да имаат односно чест фоллоуап за да го одбереме точното време за имплантација на ЕЛВАР. Меѓутоа, пред да го пратиме пациентот за некаков механички девајс, ние мораме прво, освен индикациите, треба да ги гледаме и контраиндикациите. Бидејќи денеска сме насочени на девајсот, повеќе ќе зборуваме за апсолутни и релативни контраиндикации за имплантација на девајси. Значи, апсолутна контраиндикација, иреверзибилно хепатално засегање, иреверзибилна бубрежна слабост, иреверзибилна невролошко или невромускуларно пореметување, доколку пациентот е лабилна личност, интелектуално несоодветен, нема добри социоекономски услови, таков пациент не би можел да се сноси со овие девајси. Освен тоа, релативни контраиндикации се и возраста во западниот свет над 80 години, потоа морбидна обезност или кахексија, значи двата екстрема, мускулоскелетно заболување кое што нема да дозволи рехабилитација, акутна инфекција или интубација, нетретиран малигнитет, тешка периферна болест или цереброваскуларна болест, зависник од цигари, тоа кај нас е малку проблем бидејќи имаме голем процент на пушачи, зависник од дроги и алкохол во последните 6 месеци. Освен тоа, ослабена когнитивна функција и психосоцијално нестабилен. Тоа што и претходно го спомна, во секојдневната пракса, доколку размислуваме за пациенти со срцева слабост, секогаш сетете се на I need help. I need help, всушност, тоа се оние пациенти кои што имаат потреба од инотропи, кои што се ниха 3B или 4 класификација, веќе имаат почетна хепатална слабост, бубрежна слабост, десна срцева слабост, имаат ежекциона фракција под 30, чести аритми со потреба од уклучување на кардиовертер дефибрилатор, над една хоспитализација во текот на годината, едем и покрај високи дозе на диуретици и низок крвен притисок. Пациенти кои што биле на CRT, но веќе се не респондери. Сите овие пациенти се апсолутни кандидати за некаков девајс. Ова е алгоритам од Европското кардиолошко друштво, каде што е јасно покажано дека Интермакс 1, 2, 3 и 4 би требало да добијат некаков механички циркулаторен сапорт. Со тоа што, во зависност од тоа како тие се однесуваат, понатаму може дури и да ги извадиме пациентите од оваа поддршка. Значи, доколку имаме оштета на мозокот, тешко мозочно оштетување, имаме органи кои што се тешко засегнати, тогаш можеме да го повлечеме од оваа циркулаторна поддршка. Меѓутоа,
Доколку е сето тоа совладано и срцевата слабост е надмината, стабилизирана, невролошки е подобар пациент, е добар, немаме веќе крајно засегање на органите, тогаш можеме да започнеме со постепено одстранување, односно одвикнување од механичката циркулаторна поддршка. Доколку пациентот е невролошки добар, доколку бубрезите, хепарот се добри, меѓутоа се уште срцето не е добро, треба да размислуваме за срцева трансплантација, доколку не постојат контраиндикации за неа. Или да го оставиме да биде на ЕЛВАД како destination therapy, односно терапија за понатаму. Оние пациенти што се со интермакс над 4, 5, 6, 7 се сметаат за високо ризични и потребно е да имаат чести контроли и кога ќе го поминат оно интермакс веќе во кон 3, 4, веќе треба да се размислува и кај нив за терапија за механичка циркулаторна поддршка. Оваа циркулаторна поддршка може да биде како bridge to bridge, значи до друга метода, до трансплантација, до друга одлука или пак до recovery, односно до опоравување. Во секојдневната пракса, како да речеме лекари во амбуланта, на кои пациенти ќе треба да мислите кога размислувате за напредната терапија. Сите пациенти што ви се во ниха класа 3B, ниха 4 и уште еден од следните, значи има над една хоспитализација во текот на денот, претходна потреба од инотропи, интолерантност на бета-блокатори, ниска ежекциона фракција, влошување на десно-срцева слабост, на бубрежна слабост, хепатална слабост, појава на аритми, низок крвен притисок и покрај сите напори да се одржи притисокот. Во тој случај треба пациентот да се трансферира кон повисок центар, односно кон центар кој што се занимава со срцева слабост. Во сите тие одлуки да се постави пациентот на механичка циркулаторна поддршка од многу аспекти деликатен процес, затоа што тука влијаеме на квалитетот на живот, на преживувањето на пациентот, се разбира на квалитетот на живот и на семејството, и секогаш имаме про и контра. Оние фактори кои што се про за да се стави девајс, тоа се квалитетот на живот кој ќе му го возможиме пациентот, должината на живот, избегнување на мултиорганска слабост. Контра, оние фактори кои што се секогаш поврзани со хирургијата, а тоа што се случувањата поврзани со самиот перипроцедурален риск и понатаму компликации од страна на девајсот. Меѓутоа, со новите девајси, со HeartMate 3, овие ризици се значително намалени и обично бенефитот, односно е кон про за ставање на механичка сапорт терапија. Секој пациент, значи, кога рековме го евалуираме, да ставиме, да не ставиме девајс, тоа се тешки одлуки кои треба тимски да се носат. Треба покрај медицинската индикација да постои и она друга математичка индикација, треба да видиме и цената кој е бенефитот што понатаму општеството би го добил од тој еден ставен девајс, бидејќи како што знаеме се доста скапи. Освен тоа, има пациенти кои што и покрај препорачана девајс терапија преферираат да одат и на палијативна грижа. Секогаш на пациентот треба да му се слуша неговата желба. Меѓутоа, она што нас како лекари ни е важно, да направиме мрежа во која што нашите пациенти, благодарение на нашата соработка, ќе бидат збринети. Примарното здравство и примарната нега треба да ги прати пациентите кон поспециализирани единици. И тоа да ги прати на време. Затоа што секоја навремена операција е всушност спасен или продолжен живот. За на крај, ако прашаме кога е соодветно време или за да се постави механичка циркулаторна поддршка,
Имајте на ум дека не смее да биде доцна, некогаш се упрашање сати, не смее да биде ни многу рано. Водете се по I need help и секогаш на сите нас ни треба нели помош, али клучот за успехот е во добрата соработка помеѓу нас, кардиолозите и сите кои што се грижат за срцевата слабост. Ви благодарам.